Ете, во утринското кафе со Марија и со Илија слушнавме дека Илија дури го започнува денот со не едно, туку две шолји кафе и веројатно тоа е некоја навика или утрински ритуал со кој што тој го стартува денот. Некој со кафе или без, некој дури и со две шолји кафе. Ако го зборуваме за кафето, што е почеста тема во овие минути, веројатно и ќе ни интересира што се истражува, поточно кои се податоци се добиваат во некои нови истражувања. Оние кои што не следат секојдневно, поточно во вторникот споделив информации за поново истражување, особено како кафето влијае врз жените, а сега повторно ново истражување ни пристигнува за оние кои што рано стануваат, нема ништо подобро од мирисот и вкусот на првата шолја кафе и толку е делотворна која што може дури не ни е потребен кофеин да не разбуди, иако сме убедени во тоа, но колку и да звучи неверојатно, токму тоа и го откриле истражувачите од Словенија и Холандија во неодамнешно истражување во кое го споредуваат кое што е ефектот кафето со кофеин врз мозокот и телото и без кофеин. Во светот секојдневно се пијаат повеќе од 2 милиарди шолји кафе, а ефектите од кофеинот се добро познати. Сепак за оние кои што сакаат да го намалат неговиот внес, без оглед дали е поради анксиозност или проблеми со спиењето, без кофеинското кафе може би е многу подобра опција отколку што се предпоставува досега. Сега за да се потврди тоа или како дошле до овој заклучок, истражувања направиле, биле вклучени 12 здрави студенти кои што редовно конзумирале кафе, па истражувањето било нели во контекст на тоа едните да пијат со кофеин, другите без кофеин и потоа да се види нивниот ефект. И не се покажал нешто многу поразличен ефект, иако кај оние кои што го испиле кафето со кофеин, веројатно побрзата реакција била клучна и статистички биле помногу бројни, но кое што е новитет или кажано во ово истражување дека дури и кога пиеме кафе без кофеин, ако така ни одговара, плацебо ефектот има особено влијание, па истото значење ќе имаме или ефект врз нашите секојдневни функционирања, дури и кога ќе го спиеме кафето без кофеин, и ќе може да и се расониме и имаме повеќе енергија за во текот на денот. Значи не е само кофеинот оној кој што преовладува во однос на тој ефект, туку и нашата мисла, односно плацебо ефектот кој е докажан во науката дека апсолутно има влијание врз секој од нас. Ете, доколку го правите вашето утринско кафе во моментов, со или без кофеин, уживајте во неговиот вкус, а ние ќе уживаме во нашето утринско будење кое што ни е следно во кујната. Јас го направив моето утринско кафе и ќе го сервирам сега, а во исто време ќе го поздравам и мојот денешен онлайн соговорник, а тоа е, како што најавив, Владко Сулев, нашиот, па може да кажеме, пријател на утринска нателма со оглед на повеќе теми кои што сме ги реализирале во студиото во минатиот период, експерт за туризам, генерален менаџер на Балкан Prime Tours и човек кој што секогаш ни дава една вистинска или реална слика ако зборуваме како за нашиот дојдовен туризам, така и за тоа како всушност функционира светскиот туризам. Во меѓувреме јас ќе споменам кое што всушност ти го договаравме со Владко за да биде наша денешна тема во утринското будење, покрај тоа што нели сакаме да дознаеме како стартува денот, кои се утринските ритуали, а понатаму и секојдневните обврски, кое што ја прави динамиката во секојдневието, особено на луѓето кои што се во светот на туризмот, се разбира се сите тие ангажмани поврзани со патувањата и атрактивните туристички дестинации, а веројатно нема некој кој што не сака да патува, особено да отиде на дестинација од соништата. Таква привилегија веројатно има и Владко. Владко, те гледаме повторно, второ обид правиме и верувам дека ќе се слушнеме. Добро утро. Слушаме сега? Сега се слушаме. Да, се слушаме. Добро утро. Добро утро. Како што ти спомена и јас се чувствувам како дел навистина од семејството на телевизија Телма, пошто навистина можам да пофалам дека често ја ставаме темата на туризам за туризмот во во наши рамки. Да, така да навистина сум благодарен за тоа и што на тој начин мислам навистина имате големо влијание во позиционирањето на секторот. Така и нашата меѓусебна соработка, како би ги информирале се разбира нашите гледачи за она кое што се случува во светот на туризмот, особено кога зборуваме за Македонија. Ќе те прашам тоа што е поврзано се разбира со твојата работа малку подоцна и бидејќи во ова наше будење или оваа наша рубрика секогаш го стратуваме разговорот со утринските ритуали. Како што можам да забележам, веројатно си во својата работна канцеларија или својот работен простор со утринско кафе со кое што го започнуваш денот. Мислам дека е кафе. Јас дадов некој податок за кафето, но ајде ти ќе ни кажеш индивидуално за себе
кога ти почнува денот, како ти почнува и се разбира колку преферираш тоа да биде со кафе. Искрено да ти кажам, преферирам најдобро денот да ми почне во 5 кога е можно тоа, навистина. Често патувам и не секогаш е тоа возможно, но генерално колку порано го стартувам денот, толку е подобро, имам време да речеме имаме време за нас, имам време да прочитам нешто, имам време да ако се може и да направам некои вежби и полека да се подготвувам за денот. Генерално сум во 7:30 во канцеларија најкасно. Тоа е нешто што сакам да имам некој час и половина да можам да поминам низ сите работи пред да пристигнат другите колеги на работа и да се подготвам на еден начин за денот и тогаш кога ќе дојдат колегите, ова генерално првото кафе го пијам помеѓу 8:30 и 9, а второто кафе некаде после ручек. Така да во тој дел кафето ми е важно, но преферирам да го испијам со колегите. Еве сега го пијам со тебе. Многу ретко пијам кафе сам. Значи скоро никогаш не пијам кафе сам. Така да преферирам кафето, го доживувам како нешто со момент со кого би го споделил. За социализација. Да, за социализација, апсолутно. Така, да, и за добар муабет. Никогаш повеќе немам испиено 2 кафења, искрено. Едно наутро и едно после ручекот, тоа е нешто што преферирам. Ранобуден сум, го обожавам утрото, не сум човек кој што сака доцна навечер да функционира. Како поминува времето, се повеќе преферирам мир од сабајле, некоја добра книга, колку што е можно, ако можам некои физички активности. За жал, многу интензивен периодот кај нас, доста брзо и компанијата се развива и многу се помалку време имам за себе. Искрено, тоа е нешто што се надевам ќе го ставам во ред. Да, и веројатно кај тебе дополнително енергија дава и го, како да речеме, амортизира тоа што велиш, можеби се помалку време имаме за работите на кои што сакаме да се посветиме или физички активности така натака, но од друга страна пак преку патувањата кои што се дел и од твојата работа, веројатно истовремено се и задоволство, па и дополнително се додава таа енергија. Верувам ќе се согласиш заради тоа што нели секогаш велиме патувањата не само што ни ги хранат очите, туку се разбира и ни ја хранат душата и за збогатување на духот се секогаш добро дојдени. Јас секогаш кажувам, ништо поважно за мојот развој и за мојот личен развој нема од патувањата, искрено. Имаат огромно влијание во мојата трансформација, секое патување е буквално учење. Така да, искрено, затоа и сакам мојата работа, навистина, значи, не е секогаш лесно, да, но патувањата се навистина нешто кое што комплетно го променија мојот живот и се уште го менуваат. И можам да кажам, ги делам на 2 дела. Едниот дел е тие службени патувања кои што се поврзани со работата и друг дел е кој што неколку пати годишно фамилиарно со својата сопруга, се повеќе како растат децата, пробувам да направам комбинација помеѓу работата и фамилијата, ако патувам некаде а имам можност и тие да патуваат со мене, да бидат со мене, да се запознаат поблиску со мојата работа, да се запознаат поблиску со тоа што го правам, така да патувањата се можеби најважното нешто што во мојот живот, нештото што го движи мојот живот. Така, составен дел од животот, па може да кажеме и најчесто во повеќе периоди од годината, а семејството се разбира има експерт, па не треба дополнително прашување што вообичаено знаеме да правиме, да се консултираме, каде да отидеме, каде е најдобро, каде можеби најмногу ќе ни се допадне, каде е поевтино, каде нели по она кое што според нашите критериуми го бараме, секогаш тоа можеш да го дадеш како одговор од прва рака. Верувам и за семејството и за пријателите кога се прави избор за добра дестинација, зависно од кој период од годината се наоѓаме. Знаеш како викаат, на грнчето секогаш е скршено, но да, дефинитивно мислам ги познаваме дестинациите се од работата, значи со јас 20 години го работам ова, така да тоа не е навистина, ве гледам позадина некои убави слики навистина од патувањата. Да. Така да навистина, не, јас сметам тоа експертите и сега навистина дека
Патувањето е многу важно за можда правилниот начин да излеземе од секојдневието и да влеземе во еден друг свет, пошто иако живееме во свет на глобализација, навистина секоја дестинација има свој карактер, можам да кажам, свој шмек, кој што навистина јас сега во последно време сум фасциниран од Азија и буквално можам да кажам дека таа култура нешто што претходно бев целосно фокусиран на Европа и патување низ Европа, но сега се повеќе навистина ме фасцинира Азија и искрено имам потреба почесто да патувам таму за да професионално, во најголем дел патувам професионално, но Азија е навистина фасцинантна. Да, како човек кој што има можност тоа да го види одблиску и да се запознае со различни култури, различни начини на функционирање, се разбира дека тоа треба и да се пренесе или да се донесе на македонските граѓани, поточно оние кои што така се страствени патувачи или авантуристи, како велиме, па сакаат да отидат на различни делови од светот. Тоа како составен дел од твојата работа и се разбира на кој што е неизбежно и покрај тоа што овој наш разговор е повеќе за личните планови во смисла на тоа што и како правиме во денот, сепак нема да изоставам да те прашам според најновата информација која што пристигна дека имаме зголемен број инострански туристи, имаме најмногу туристи од колку што прочитав, дали ќе потврдиш или дополнително ќе додадеш, имаме туристи од Турција, Франција, Германија и од Србија, она која што беше последна информација од Државниот завод за статистика и дека се зголемува бројот на туристи за разлика од овој период лани. Па на што се должи тоа и до каде сме со сите оние начини и стратегии за кои што ние сме зборувале во однос на дојдовниот туризам кај нас? Јас искрено за оваа година ќе бидам доста претпазлив, иако бројките се доста оптимистички. Треба да го сочекаме крајот на сезоната, да видиме, да направиме сумирање колку што се случува реално во нашиот сектор. Имам различни информации од колегите. Да, на хартија бројките растат, но не сум баш сигурен дека тоа ја одразува реалната слика. Имаме за среќа некои приватни иницијативи кои што успеа овој период да го пополнат со сериозни бројки на туристи и имаше и некои нови авионски линии, нормално затоа секоја авионска линија ни е конекција со светот и отварањето на Орли веднаш дава резултати. Тоа е вториот најголем аеродром во Париз и веднаш имаме зголемување на французите и затоа е битно поврзувањето со што е можно повеќе дестинации. Имаме значи нормално соседните држави секогаш се важни како за секоја дестинација во бројките, но навистина ние имаме можност да имаме многу подобри резултати и потребно е час поскоро да имаме систематизирана и поагресивна кампања и промоција на државата, за да можеме да ги максимизираме бенефитите од сектор туризам. Така да, искрено, да, бројките се убави, но да сочекаме да помине сезоната и да ги коментираме, пошто јас добивам различни информации од терен, искрено, комуницирам покрај мојата работа со повеќе хотели, и мислам со целиот туристички сектор, не само со хотелиерите, така да би дал оцена на крајот на сезоната. Така е, добро, ќе имаме можност веројатно тоа да го предискутираме и во нашата нова или следна сезона на Утринска на Телма. Ќе се префрлиме на останатиот дел од секојдневието по стартот на денот и по утринското кафе, или велиме со одредена личност, дали со колегите или со оние во чие друштво уживам или конкретно уживаш ти. Понатаму како тече денот, што се однесува до својата динамика, велиме нели половина од денот за работни уврски, половина за семејството, а веројатно тој баланс во денешно време е исто така предизвикувачки да се направи, па како успеваш ти да го направиш? Навистина, баш како што кажа ти, е многу тешко да се направи. Се обидувам да после крајот на работниот ден ги организирам работите и да поминам тој дел од денот со семејството. Така да, навистина, и како
што како растат децата, искрено се повеќе имам потреба да поминам и време со нив и го поминувам тоа време, пошто за секој од нас работата е многу важна. Работата е многу важен дел од нашиот живот и да го сакате тоа што го работите е многу важно. Јас навистина никош не сум имал дилема во тоа што го работам и навистина го сакам тоа што го работам. Во исто време навистина имам прекрасно семејство и цело време имам огромна поддршка, пошто да ја работите мојата работа, а да немате поддршка од семејството, тоа е невозможна мисија, искрено. И така да се обидувам навистина да направам баланс и после завршување на врските, секоја една минута пробувам да ја поминам со моето семејство. Одлично, да. И можевме да видиме, јас се обидов да извадам и фотографии кои што нели го прикажуваат тоа со твоите две дечиња и добро е кога може нели човек да направи еден таков баланс и да биде свесен за моментот нели кој што го живееме, особено најважното за нашето семејство. И кон крајот, Владко, она кое што ни следи на секој од нас во летото е летниот одмор, веројатно и за тебе тоа исто. Каде ова лето на одмор и ако за оние што не гледаат можеби се двоумат која летна туристичка дестинација би била најповолна во овој период, што е она кое што ти би го препорачал? Така, јас пошто нашата компанија е на еден начин регионален туроператор, се обидувам во секоја година во различна држава да го поминам својот одмор. Да речеме, се обидуваме, имам некоја динамика крај на јуни да поминам една недела и генерално таа недела ја поминувам во Грција, а главниот одмор, да кажеме, втора половина на август, секогаш го поминувам во различна дестинација. Минатата година го поминав во Хрватска, оваа година ќе го поминам во Бугарија, така да пробувам да балансирам помеѓу дестинациите, да на еден начин, пошто така функционираме како компанија, да ги распоредам моите одмори. Генерално преферирам да имам по една недела во јуни, една недела и 10 дена, да речеме, во август месец. Да, и тоа е веројатно одлична комбинација за да имаме исполнето лето, малку работа, малку одмор и една одлична комбинација за да може да се стартува веќе веројатно на следната сезона од септември со нови ангажмани, работа и проекти, зашто верувам ќе имаме можност да позборуваме и во утринска на Телма, впрочем како и досега. Ти благодарам што одвои време утрово покрај работните уврски и тоа што слушнавме дека ти стартува исто рано како нас денот, да го испиеме заедно утринското кафе со мене и со нашите гледачи, да позборуваме малку и за туризмот, но и за нели твоите утрински ритуали и како на еден човек или личност кој што е во светот на туризмот му почнува денот, но и кои се размислувањата во поглед на тоа како и на кој начин нели понатаму и во однос на секојдневието, но и на одлуките кои што ги донесуваме секојдневно поврзани дали со личниот или професионалниот живот. Па Владко, ти посакувам пријатно лето и се надевам дека ќе имаме можност да зборуваме повторно за убави нешта и добри резултати. Благодарам, јас секогаш се радувам на секое видување, вака и онлайн. Така да секогаш сум тука, се гледаме и благодарам уште еднаш за посветеноста кон нашиот сектор.